Ова недела авантурите ги продолжуваме во мијачкиот крај кој изобилува со прекрасни пејзажи и култура која е на завидно ниво. Ова епизода ја посветуваме на Маврово, преубаво место кој што меднаш го посетиме се вселува во нашите срца. Секогаш, кога доаѓам тука, уживам. Денес ќе уживаме заедно. На почеток, одиме во посета на едни млади луѓе кои во ова турбулентно време се одлучиле на еден поинаков начин на живот и имаат преубава приказна, од која сите ние можеме доста да научиме. Епа, Марк, добре ни дојдовте во нашиот планинарски дом Царевец. Се надевам дека ќе уживате со нас. Јас ви благодарам за поканата, за местото прекрасен и све. Ми кажете да уживам, бе само со погледот што дојдов, почнував да уживам. Сега, убава маса и све. Преубаво место. Кажете ми малку повеќе за вас. Вие сте со вашата сопруга, така е? Ајде, кажете ми малку повеќе за вас овде, за овај преубав место. Па, многу сме благодарни што имавме среќата да дојдеме да живееме на вакво место, си изградиме наш собствен планинарски дом. Самите сме влюбеници големи во природата, планинари, но исто така и нашите корења потекло доаѓаат од планината. На Владимир баба му потекнува тука, мојата мајка е родена во мијачкиот крај од планината Бистра, во селото Росоки, што не прави особено горди што пак сме дел од тука. Од овој дел, да кажеме. И дава посебен шарм на целата приказна што ја представуваме пред нашите гости. Зборите гости, имате гости што доаѓаат. Што правите точно? Јас слушам гости. Имате гости што доаѓаат овде и правите нешто посебно? Објасните ми малку. Да, често ни доаѓаат гости, имаме посетители што доаѓаат најчесто туристи, што доаѓаат од странство, од западноевропските земји и од други континенти сме имале посетители. Уживаат нормално пред се уживаат во храната, во природата. Се знае во Македонија убавинаите, па тука се да. А ние сме тука да им помогнеме малку и таа храна после да ја потрошат. Организираме планинарски тури, планинарски прошетки, возење со велосипед околу езерото, во зима исто скијање и слични некои зимски активности, така да мешаме две сезони, и летна и зимска сезона. Ретко е во Македонија кој може да ги употреби двете сезони. Навистина, браво за вас што можете да го правите тоа. Се шета околу овде, се оди да се скијање, си готвите. Што готвите? Плюс, оти јас, знаете, сум за готвење. Многу сакам, јас многу сум љубител на јадењата, традицијата што се во Македонија. Пренамот имате ајвар, пинџур, такви ствари. Освен ова, убаво сирење, ба се знае, галишник региони, све тоа, сирењето и све. Што ни готвите уште? Убави специјалитети, убави традиционални јадења, да кажам, од овој регион. Се трудиме да ги запазиме традиционалните гастрономски специјалитети. Приготвуваме домашна зимница. Сирењето ни од централниот дел на планината Бистра, местност која се вика Соломуница. Ние го нарекуваме нашето бело злато и сме особено горди. Исто така презентираме и кашкавал од планината Кораб. Тоа е еден вид деликатесен кашкавал со мешавина од билки, мајчина душичка, нане, босилек и Макдоналдс. Све домашно направено тоа, од домашни производители. Па тоа се млекари, не е наше производство, меѓутоа се трудиме да има локални производи. Исто така правиме проја со коприва, со сирење, со јајца од нашите кокошки. Значи се трудиме што повеќе да е локална храната, исто така и од главните специјалитети. Браво. Ајде, кажете уште малку. Можам да спомнам една анекдота од пред некој ден што ни се случи. Тоа ни требаше, да. Имавме за прв пат гости од Тајван. Тајван, Да, добро. И им приготвив тава со ориз и пилешко.
Јас како етнолог љубам да готвам специјалитети што имаат некоја приказна Точно. позади. Тава со ориз во минатото се приготвувала кога доаѓале специјални гости И или недела. зетот Да. кога оди кај родителите на невестата. Точно. И интересно беше што луѓе од Азија падна во несвес од оризот. Навистина? Да. Чудно ти Значи, ориз. Беав човек како го направи ти оризот, го печав. Ориз се печа, па како, па специјалитетов, па требаше им се објасни дека самиот вид на ориз е македонски тип од кочани и така сето. И многу беше интересно дека на азијати им послуживме ориз и падна во несвес. Браво, гледајте ти во Македонија, можеме да им покажеме многу ствари што мислат сите го има секаде, ама не, го имаме само овде. Тој ориз од кочани, како кажувате, го има само овде во Македонија. А луѓе од Тајван да дојдат овде да го јадат. И да Браво. се изненадат. И да се изненадат. Да. Одлично. Имате друга така приказна нешто така посебно за луѓе што дојдоа, што беа воодушевени, да кажеме, од местото, од квалитетот на храната, од активностите што ги правите, такви ствари? Па има, меѓу првите гости беа две девојки од Германија и вика никогаш не сме била во планинарски дом, никогаш не сме имале вакво искуство. И потоа Владимир кој ги однесе во Скопје во Мериот хотел, вика па ние сакаме да се вратиме кај вас, вика не сме имале вакво искуство до сега. Навистина каква разлика, да? Да, има голема разлика. Интересно е што никогаш гостите кои ќе дојдат имаат life changing experience, она Да, ме никогаш навистина за нив треба да види, вау, Да. каде сум овде, луѓето што живеат во град, секој ден град, да дојдат овде тишина, мир, убавина, Уживаат мириси, во свето, природата. уживаат во природата. Колку места можете, колку луѓе можат да дојдат одеднаш овде, групи, индивидуални, како функционира овде? Планинарскиот дом има капацитет од 15 легла. Да, Значи добро. ние можеме да може да не посетат 15 на луѓе во Одеднаш? еден момент. Сега дали е тоа една поголема планинарска група, дали се тоа 2-3 семејства, зависи од гостите, тоа е ние што можеме да им го понудиме и нормално покрај сместувањето им нудиме храна и плюс тие активности дополнителни. Сме имале до сега секаков најразличен тип на гости. Сите до сега биле задоволни од посетата, да. многу од нив препорачале понатака на други, има од нив некои што се вратиле назад, тоа нас не прави особено горди и задоволни што има луѓе што се враќаат повторно. Па се гордеам со вас. Имавме разговор малку пред тоа. Знамо ти вие доаѓате од Скопје, живеевте во Скопје предходно. Колку години живеете тука? Сонја е од Скопје, јас сум од Гостивар. Океј. Заедно дојдовме тука пред 8 Ти години. млади ми изгледате така, па да, 8 години, браво ме. Пред 8 години дојдовме прв пат тука нова место немаше ништо, беше нива, шума, Ние го изградивте тоа и све. Да, од Браво. нула градевме со помош на семејство, пријатели, нормално со некои искусни работници за работите што требаше што беа посериозни зафати, меѓутоа во целокупниот дел од градбата учествувавме и ние самите. Си направивме свој Интересно дом. беше што првите 2 месеци мене како женско не ми дозволуваа да работам. Таква е традицијата во Западна Македонија. Мојот дедо беше столар. И добро, и беше горе дедо. доле разбирав работа со дрво, меѓутоа не ми верува. И еден ден им недостасуваше работна рака, кога видоа дека работам подобро од сите што ги донесоа тука На другите ајде, само ти овде. дека моја желба така секогаш била да сама учествувам во градбата на домот, дека Секоја да го чест. дадеш својот допринос Точно. во домот по Па има дел од вас што е тука Да. во градбата во све. Супер, па ајде да наздравиме на тоа, навистина. Многу сум на здравје. среќен и горд за вас. Пред да продолжиме, ја пак ќе ви кажам фала многу за пречекот. Знам ти и слушнав од ти све што направивте. Кој направивте со голема Со љубов. љубов, со големо срце, нашите пријатели од Витаминка, исто све што прават, што јас го правам, мисла, и како слушнав, и вие што правите, го правите со љубов, повелете. Еден мал поклон, Благодариме. Ви па да, благодариме. и ова има сладко солено внатре, Ева, ќе си уживате во тоа. А ние, мисламо ти, слушнав на убава приказна, ќе почнеме да јадиме. Со дегустација. Може, Па да, мислам повелете. ова треба да Се го пробаме. надевам ќе Ајде уште еднаш. уживате. Па да, На здравје. на здравје. И одиме На здравје. понатаму.
Многу ми е мило кога младите се враќаат на традиционалниот живот кој представува вистинско богатство. Посебно во земја како нашата, каде природните убавини и традициите немат крај. Сето ова ја полни душата. Време е да го наполниме и стомакот со некој овдешен специјалитет. Ми кажа, ти кога дојгаш во Маврово, во овој регион, мора да поминиш по Гозба. Гозба овде кај вас, мислам. Вие сте таткото, Да. вие сте синот. Гледам, ти ми направивте маса Гозба. Така се вика, не? Да. Тоа е Гозба. Да. А? Не го знам точно. Да. Гозба. Не го знам точното името, помаѓам македонски, така. ама мислам ти Гозба е Така. натрупена маса. Така. А? За да се нагостиш. Добро, кажете ми малку сега повеќе за вас. Оти многу ми е мило што синот и таткото се работат заедно. Нека Да. презентира. Ајде синот, нека почнеш. Сакам да се заблагодарам на телевизија Телма што не посети во овој убав регион и на господин Шеф Со големо задоволство доаѓаме. што не посетивте. Денеска ние имаме направено, значи имаме доста многу јадења, меѓутоа имаме издвоено нашите домашни јадења. Што е? Това сакам. Значи имаме ова е пченкарна пита. Пшенкарна со прас, пита. Да. Не, затоа ми беше малку жолта, така кажам. Да, Добро. пченкарна пита со прас, Добро. што ми е сука жена. Мисле веќе рецепт беше рецептата на татко. Рецептот имаме за татко веќе стигне до Добро, другите рецепти. окей. Ова мислам имам соработка со тие жени што ми ги Добро. сукат. Ова е домашна сукана. Значи тука има околу 17 кори. 17 кори. 17 кори тие се сукани и тоа тешко многу. Каква работа? 70% има пченкарно брашно, 30% бело брашно, мора да има бело брашно поради тоа што да се врзе самото брашно. Точно така. Браво. А ова е со Прас, да, со прас, затоа што имаме сирење, Добро. сирење уствари се извинувам, немаме. Ова е домашно цедено млеко или солено млеко некои го викаат. Солено млеко. Не е како да. кајмак, тоа ме така Како мириш. кајмак, ова е домашна павлака. Домашна Нешто, павлака. Да, значи кравја од кравјо млеко. И ова се става на питата и Се става на питата. Имаме ако почињаме од тие, ова е Добро. овчо домашно подкиселено млеко. Браво. Значи, И тоа се пие, со това се пие. се јаде. Се јаде. Ова е Да, нешто, да. ова е нешто подруго, сосема подруго од ова, малце појако млеко. Добро. Меѓутоа доста од овие производи мислам дека не можеме ни да ги постигнеме со вака. Од планина млеко, значи земено домашно млеко, чисто без Без конзервант, без конзерванси, нема ништо тука, нема конзерванси Браво. ништо. Браво. Што имаме друго? Ова е Ова е кајмак. Ова е кајмак, да. ова е кајмак домашен, крави кајмак, сами што си го. Ова горе од сите овие работи сами си ги, значи Ги правите. 80% имаме од храната наша си е. Добро. Имаме и продажба и производство на органска храна. Супер. Значи, Се грабчето- се што правите, го продавате од Се. себе. Не само што го сервирате во ресторанот, Не само, и го продавам, продавате. и го Опа, продавам, супер. да. Си доаѓаш овде, Ова е- си имаш куќа, си имаш викендица, си порачуваш и јадиш дома. Се порачуваш и јадиш дома. Што сакаш подобро? Ова се Одлично. пиперки, добро, овие се Добро. суви пиперки направени како стандард, што е. Добро. Ова е качамак. Качамак, тоа го знаеме. Качамак, Качамак. како беше бакардан. Бакардан. Исто, и бакардан, така, и бакардан. Едни од дел го да. вика бакардан, други од качамак. Качамак, добро. Ова е Ова е сега, да речем, од татко ми рецепт, меѓутоа полски рецепт, полски рецепт. како Да, од свинско вие имате месо. потекло од Полска? Немаме. Или Од сопругата? полошки. Или сопругата, не? Не, Не. полошки. Добро. Тоа е полошки, ствари, не е полски, него полошки. Полошки. Специјалитет така. Добро. Полошки ние викаме, меѓутоа е полски рецепт од свинско месо да направиш месни наразок. Океј, супер. Тоа е многу Многу мислам време дека треба да се вие- вари, да се да, прави. треба, И во како да кажам, е во мас ова е гулаш, гулаш. домашен гулаш, Од јунешки Јунешки месо, гулаш. Јунешки, да. јунешко, Браво. Океј. јунешко или говедско месо, некогаш кога
имаме и говецко правиме. Ова Татко таму. ми го спрема, значи ние си работиме, имаме фамилиарен бизнис, то сите сме ангажирани во тој бизнис. Да. Ова е тавче, гравче, може вака, ова. Ова тапче гравче. Ова е, Значи ова е Лутко е малку. да, Да. пикантно, пикантно. да. Ова. Продолжете, ја си јадам јас. ова е кравја маштеница. Значи тоа ни води со питата. Некои бараат, Добро. претежно 80% од гостите ни бараат општо подкиселено млеко, Браво. домашно. Маштеница кога немаме можеме да направиме. Меѓутоа 80% од со овие производи, дали со качамбак или со вакво, со комат ова го викаат, иначе скопјаните го викаат Питам. скопски зелник. Зелник, така да, точно. Сега имам јас едно прашање. Луѓето поминуваат овде доаѓаат, може да си земат за нив дома. Да, Океј, да. може да јадат Може и овде. тука да јадат, значи. Вие сте отворени цела Се година. јавува на телефон, Не, барат. цела година сте отворени? Цела Или година, само цела година. цела период? година, цела година. Цела година. Цела Браво. година. Па Има мислам период од кај ноември месец околу 10 дена, значи Годишен 10 одмор тоа. годишен одмор, мора некоја ќе нарака, Па може да обавезно следиме мора тоа. 10 дена да се одморите малку. А да, Така А и ние речено. малце да се одмориме. точно така. Ја мислам, оти И овие се, ова Да. е сега. Со шо ова? Ова е домашен сок, исто. сокот шо е тоа? Ова е шумска малина. Шумска малина. Ова е треба- страшно добро. Малку, Малку, да, само колку да, можеш да. да испиеш. Како убаво мириса. Шумска малина. Шумска Прв малина. пат ќе го значи, пробам. да. Има и од капина, моментално сега немаме. Вау. Немаме сега од капина, како? има од дренки, Ова е од преубаво. капина, Тоа е шумско. од боровница има, Преубаво, ама сега браво. малце Додавате шеќер или нешто така? нема шеќер. Не, оти многу е убаво. Значи нема Браво, конзерванси, браво, нема. Браво. Многу ми се допаѓа. Со жената си правам соработка за сладката што ми ги прави сокот и некои други производи. Супер. Си соработувам со нив. Одлично. Кај нас може да се купи, да речеме, и значи од И тука во джем и фриждер све такви джем, ствари. да. Освен вие сте продавница, сте И ресторан, ресторан. сте гостилница, се Па, све. ние сакаме се во едно, да- се во едно. Па греота овој крај, ова природа да не ја искористиш. Тоа сакам да кажам. Да. Навистина овој место е малку посебен. Мавровско езеро се знае оти не е вешачко езеро, Так, направено, така, да. ама како е направено околината и свето, преубаво е. Мислам оти има луѓе овде што доаѓаат не само од Македонија и надвор од Македонија. Така, Многу има. туристи имаме Има овде, туристи, имаме пуно има, луѓе. така. Да, и навистина за нив ова е уживанција. Уживанци. За нас ние го знаеме. Можеме да дојдеме 100 км сме така толку, точно, а? толку. Од Скопје доаѓаме овде за толку. сат и пол, Сат и пол. стигнуваме, седнуваме, една мала ракичка да кажеме, а? Да почнеме Може да. малку пита, малку граф, малку Тешко. Тоа е се домашно производство. Навистина со вакво јадење странците, они се спобудалуваат. Така, да. За нив ова е чудо. Оти такви јадења едноставни, гулошот да, и гравот, и питата, И питата, да, комато, да речеме, значи уживаат и Мај најбајно продават е тоа. и кајмакот. И сами кајмакот. што си Точно го правиме. така. Значи со кајмакот не можеме да постигнеме, значи многу доста луѓе ни бараат. Ние имаме и до пред година и пол две имаме свинско прасиње одгледуваме. И прасиње прете уже. Меѓутоа сега више малце ни отежно работа, не можеме. Меѓутоа Зошто не ми направите, зошто не ми направите прасе? се јаве од ова прасе. А, тоа се само парче од прасето ми направите. Има А ја очекував едно да. прасе. Прасе за следниот Не, пат, да, не да, ова. Нареден пат. Ќе мора да се Прво да видите, ви се Ќе свиѓа, мо- добро. ќе мора да се вратиме. Може, зашто да не? А знаете што ни да ја правиме? Мислам оти многу си зборевме. Да. Ќе мора да пробаме Да пробаме. и да Може. да ги викнеме. Знам оти Пробаме. имате пријатели внатре. да, Ајде да, да ги може. викнеме пријателите. Сега. Еба тато, мислам оти сите овие јадења, треба да го викнеме Бојан со Требе. пријателите. Така, Ајде Бојан, дојди со треба да ги пријателите. покани Па пријателите. да, мора. Одете. Оти јас Може да се почнав, послужите. ја почнав да пробам, земете само. Еј. Ајде, добро дојдени сте. Ние се познаваме. Да, се знаеме. Ние имавме прилика пред 10 години. Ова само ти Имавме да на кораб бевме заедно. Да се шетаме заедно. Ова ти е губово. Ова ти беа почетните денови во Македонија. Македонија. Кога Овде дојде од имаме Брисел. Цедено млеко ова вие? И мораме да го Сервирайте се. поздравиме Не, не, нашиот стар морав, пријател, нели? морав. Тони, Точно. Холандија. Точно така.
Ајде, сервирајте се. Мислам ти. Он, то ти е Тоа црвено млеко. Ја ќе земам Она после. гравче, вамо гулаш имате. Ајде гулаш. Вамо имаш свинско. Супер. Ајде. Ја ќе земам еден Вајте се тањице. добри, без душма тие пиперчињата за А, исто како Сакате да паприџан питам? кога е люпен. Парче пита. Е, ова се. Не, парче ова е четвртина од пита ова. Е, па да се најаде. Да се најаде, ова Слава е. Богу, не е само да Јако. дегустација да правиме. Јас ќе почнам со ова, ќе си земам после. Епа, пак ќе кажам на здравје, а? На здравје Да уживаме. некој е. А вие не јадете? А? Па, Па ќе земеме и ние. Ја ве разбирам, знаете, јас кога готвам, више не ми се јади мене. Ама сега ја не готвев ништо, ја ќе јадам. Почитуван Марк, Да, би сакал да ви посакам добре дојде во Маврово, ви благодарам. покрај убавата традиционална храна од домачините. Би сакал после ова да ве прошетам низ паркот и да ви покажам убавините на паркот. Има убавини во паркот? Има овде? убавини, ќе одиме на локација каде што се гледа паркот, каде што ќе подискутираме и да презентираме ние како представник од јавната установа, иначе сум Икмет, дипломиран еколог. Мило ми е. Би сакал да ви понудам некои наши иднини, мислам како понатамо ние заедно со нашата стручна екипа би Ова е вашата екипа да. овде, позади. А? тие ни се дел од Дел од екипата. од екипата. Океј, па со задоволство ќе завршиме да лапаме и ќе одиме да се шетаме. Е па да, тоа е тоа. Убавините во Македонија немат крај. Од јадењето до шетањето, тоа е Македонија. Одиме понатаму. После ваква прекрасна гозба, убаво е да се потроши некоја калорија. Благодарен сум на господинот Икмет и на Националниот парк Маврово, кои се понудија од поблиску да ми ги покажат овие уникатни природни убавини и да ми објаснат повеќе за Националниот парк. Се качивме овде на едно преубаво место. Прв пат јас ще дојам тука. Навистина, ми кажавте овде местото се вика Врбен, така нешто? Врбенски пат, ова е местото Врбенски пат, од овде се гледаат сите убавини на Националниот парк Маврово. Тоа сакавте да ми покажете. Така, значи можам да ви од десната страна е планината Бистра. Добро. Тамо позади нас е кораб, голем кораб и од другава страна е Шар планина. Значи Националниот парк Маврово граничи со Шар планина и овде е Бистра и од корабскиот дел, значи со границата со Република Албанија. Вау. Местото е прекрасно, навистина. На колку метра височина сме овде? Па ние сме негде околу 1400 1400 метри надморска висина. За тоа се осеќа овде малку така, малку посвежо, малку по преубаво. Продолжете, ајде, Би извините. сакал само да кажам, пошто ја како дипломиран еколог вработен во Националниот парк Маврово, ние како јавна установа се грижиме за природните убавини на Национален парк, вршиме мониторинг и за заштита на животната средина и убавините на Националниот парк.
Сакам да се пофалам дека во фаза ни е изготвување, односно изготвена ни е студија за валоризација. Аха, окей. И од таа студија ќе произлезе планот за управување кој ние како стручен тим треба да го изготвиме за 10-годишно планирање, односно работење во националниот парк. Окей. Иднината на паркот е како да го развиеме туризмот, и тоа туризам не оној гломазен, него туризам рурален, Рурален да се туризам, зачува автентичноста, да се зачува населението и да некако најдеме начин да го спречеме иселувањето од крајот. Мислам, оти работиме истата работа. Да. Оти јас што правам со мојата екипа, ја истражуваме Македонија, се шетаме преку сите места, ги покажуваме убавините и правиме да луѓето да остануваат на вистина со тој рурален туризм. Овој регион за рурален туризм е врв. Да. Топ, на вистина имате право. И затоа мило ми е што дојдовте и сакам да дојдете поново. Ќе дојдеме уште, Затоа што убавината што ни е дадена од Господ во националниот парк, значи е за респект, мислам е преубава За и почитување, за да. почитување. И затоа со новиот план за управување е предвидено да направиме неколку понуди заедно со општината, да урбанизираме неколку места, Окей. каде што нема да вршиме никакво загадување, него да им дадеме можност на населението да изградат мини ресторани, Да изработат, да го изработат тој место, да изградат бунгалови за спиење и како Окей. во иднина да ги пречекаме гостите и да бидат задоволни со нашите традиционални јадења, со убавините и со културните споменитости што ги имаме во нашиот регион. Предобра идеја. Ја мислам, оти вакви идеи мора да се вратиме, да ги снимаме и да правиме пак нешто заедно. Да. Ние завршуваме полека втората сезона, мислам оти третата, четвртата, не знам кога ќе завршите тоа, ќе мора да не викнете, да дојдеме и да го снимаме тоа вашата преубава работа што ни Секогаш сте добре дојдени. Фала многу. И ви посакувам почесто да идете и да го промовираме нашиот крај. Фала ви многу. Јас мислам оти задачата за денес, Да. ја направивме, покажевме мал дел од убавината во околината од Маврово. Е така. Ние да одиме понатаму и да ги гледаме уште другите убавините што не очекуваат во Маврово. Во Маврово. Одиме? Одим. Ајде. Сакате да ми кажете? Да. А убав предлог е, на вистина? Ајде, кажете ми прво, да. Јас многу ви благодарам ушеднаш што бевте гости. Ми беше чест и задоволство да се видиме, да се Сакам. да се како да кажам, да се запознаеме. Точно. На вистина, луѓе како вас, мислам ти треба не еден, не 10, 100 за да се направи ово место уште побаво. Ајде. Ние сите сакаме да биде ова место убаво, но кога имаме гости као вас и кои идат и кои го промовираат нашиот крај, ми е преголемо задоволство. Тука сме за вас. Заедно со вашата екипа би сакал да ви поклонам варган собран од нашиот терен и Ви на благодарам. одделот на Варбенскиот регион, еден од најдобрите и најквалитетните варгани Познавам. во Македонија. Имав прилика да ги пробам. Супер се. Ви благодарам. Знаете што, јас имам еден поклонче од нашите партнери, Шато Сопот, малку винце. Знамо ти овде регионот е повеќе ракија и со тоа, а јас ви донесувам вино. Повелете. Благодарам. Па ќе си ги размениме. Убава размена. Вино таму
вргани за мене. Што ќе готвам со тоа? Не знам, ама ние, фала ви уште еднаш многу. Ви благодарам уште еднаш, да се И? гледаме за добро. Точно така. И ние одиме понатаму. Епа здраво. Здраво. Добар ден на сите. Повторно сме во нашата, мојата, кујната на сите, вашата кујна оти овде на вистина секоја неделя готвиме како кажувам за вас, за мене, за сите. Кујната на Прима, кујната на Беко, кујната на Нептун. Ајде, да готвиме. Се враќаме од Маврово. Маврово, прекрасно место, сите го знаеме, езерото, околината и све. Гледате што најдовте таму? Преубави вргани. Обожавам да ја готвам врган. Навистина во Македонија можеме да кажеме оти ги има секаде. Престојна цена, они ми ги најдоа, ми ги дадоа, ама врган е нешто што е преубаво, како вариетет на шампиньон на печурки. Тоа. Ке го готвиме со една пастрамка, обавезно. Маврово езеро лејк, Маврово ке правиме пастрамка со кајмак, тревки, кромит, лукче и малку леп. Ке изблендираме тоа све, ке го напуниме пастрамката, ама ке направиме малку на друг начин. Ке отворам од грбот, ке изчистиме внатре и ке наполниме пак од грбот. Ке оди во печката, 15 минути за мерак и ке можеме да пробаме. Ајде, да почнеме. Прво што ќе правиме, пак ја чистиме пастрамката. Мора да се чисти. Ајде. Да гледате како се чисти, се отвара од грбот. Што кажав, отвориме убаво од грбот. Така. Видовте? Отворена од грбот. Што правиме? Вадиме све што е внатре. Го има еден дел од натрешниците, вака, вала. Одиме до позади, се сечи, се вади и вадиме делот што е напред. Убаво изчистено, вала, све извадено. Многу лесно, едноставно. Вала, ова е извадено. Може тука, ќе изчистиме малку под вода. Видите, не знам каде да се вртам, ма мислам оти вие, видовте отие, чиста внатре. Ајде, малку под вода. Чиста пастрамка, како кажав од грб, извадивме све што е внатре. Ја ставаме на плекот и гледајте, чисто како лесно се мести. Ајде, сега ќе наполниме, напуниме, супер. Што ќе правиме? Убав врган. Чекайте да видиме прво дали е чист врганот. Оти доаѓа од шумата, да не имаме уште неколку пријатели да остануваат внатре, во меѓувреме да дојде. Ете вака чисто, малку земја така да го извадиме. Може. Какво убав врган. Мислам оти со еден врган ќе ни биде доволно. Другите ќе ги држиме, ќе направиме други рецепти и уште други убави рецепти. Перса од кромит, малку лукче, се знае, лукче, мојот омилен пријател во готвењето. Валя. Така, ќе му ставиме малку Макдонос, имаме рукола, малку нане. Да, може да му го прави вкусот уште поубав. И малку копар. Да, тоа е убавината, секогаш кажувам, од кујната во Македонија. Имаме свежи тревки на располагање цела година. Малку сега кајмак, чудо, а? Кој ми кажува оти во Македонија не се мешаат млечни производи со риба. Зошто? Чудо. Секогаш се прави, дали у Белгија, у Франција, секогаш мешаме ние млечни производи со риба. Преубаво е. Ете, ќе му ставиме малку. Малку повеќе. Кајмак. Ова ќе прави
та смесата да се стегне и да се стегне малку повеќе смесата, ќе му додајме малку лепче. Така. Мислам 4 парчиња лепче ќе биде доволно. Малку дафинка. Вала. Ќе му ставиме исто малку од нашите македонски омилени зачини. Топлината од Македонија да биде во јадењето. Стоп. Мислам ти е доволно. Малку помасој и одиме на блендирање. Валя. Беко блендер, омилено. Струја. Без тоа. Ништо. Ни беко не може да се снајде без струја. Така. Одиме. 1, 2, 3. Убаво да се меша тоа се. Многу јако. Чекайте. Хоп, ип. Сакам и уште лебот доаѓа. Мала, да го блендираме тоа све, да имаме преубава смеса. Ова. Чекайте. Оп. Малку потешко му е, па се разбира, кој е суво, мора малку помош. Вала. Помош дојде. Аме направено е, мисле фотин завршено беше. Извините. Тоа е тоа. Ајде. Сега смеса спремна. Што правиме? Ја пуниме пастрамката. Што ставивне внатре? Врган, кајмак, ставивне млад кромит, лук, сол, бибер, малку дафинка ставивне и македонски омилени зачини. Мислам оти ова е доволно. Ова ќе го употребиме после може на лепче нешто така. Знаете што, сега, оди во рерна. Само малку масло околу. Вала. И оди сега во рерна. Мислам за 15-20 минути, максимум 20 минути, мислам оти ќе биде премногу. Се гледаме после ти. Бај. 15 минути, 20 минути. Се гледаме. Мислам оти е спремна. Сама си пее. Дајте. Отвориме. Ајде. Пастрамче. Ке те јадиме. Преубаво. Гледате како е? Како малку така да се здебели, малку стил како мене, да малку попунета пастрамка, ќе ја ставиме на тањир. Ќе направиме една мала декорација. Топ. Многу ми се допаја. Ајде. Да извадиме, да не се залепи. Не ставивме на хартија намерно. Не се лепе. Ама не и се вади лесно. Да. Ете. Вуаля. Ова го ставаме позади. Кајмакот. Го обожавам кајмакот. Многу е убаво. Тоа е во меѓу путер, крем, павлака, така нешто. Преубаво за мене одговара. Дали е со месо, дали е со риба, ќе му ставиме едно мало топче. Тука, се да полека се топи, ќе му ставиме
dekoracija, da liči Marko Ribata kako se prezentira. Така. Марко. Кроми дот на тоа? Почна да личи. Многу сакам тоа. Маслиново масло. Секогаш, кажувам оти тањир, е како една жена. Убавината се гледа. Се гледа жената. После се мириса и на крај што се прави? Се јади. За денес можеме да кажеме пак mission completed. Гледате, пастрамка полнета од грб. Топ. Бевне во кој регион? Маврово. Поминавме таму прекрасно. За денес завршуваме, како ви кажав, одиме понатаму. Чао, чао, се гледаме наредната недела. Да не забораиме да се заблагодариме на нашите партнери, Прима, Нептун, Беко, Карес и сите други што се со нас. Президент, Витаминка, Сопот, Унибанка, минатата недела, ако не направите 10, како да кажам, купување со картата Mastercard, не сте дел од нив и нема да одите во Куба. Јас може ќе одам во Куба, ама без вас. Не, ајде. Се гледаме наредната недела. Чао, чао до тогаш. Следете не на YouTube, Instagram, Facebook. Тука сме за вас.